овој проблем што го имаме ние, нели, со Грција, во голема мерка се должи на робувањето на современиот европски политичар на еднолинеарната историја во која, нели, античка Грција е колепка, нели, на европската демократија. Не само тоа, античка Грција е извор или идеал врз кој се градел идентитетот и на британецот и на германецот. Затоа имате литература на англиски и на германски колку сакате. Значи, кога ќе ја релативизираме работава, кога ќе видиме дека, кога ќе прифатат историчарите пред тоа што, нели, многу често се зборува историјата е на наша страна, Александар Македонски секојаш бил грц, нели, Грк, Македонија секојаш била грчка, така тоа е вистина и тука нема што да се менува. Спорот, нели, овој наметнат спор се должи на токму на тоа што се робува на една крута историја во која не се дозволува на други да бидат дел од таа светска или европска историја. И за крај само уште ова. Мислам дека треба пак да препрочитаме Крстен Мисирков и посериозно да го земеме предвид неговото барање, кај што вели дека ако сакаме да изградиме македонско гледиште, тогаш не треба, ќе го парафризирам, не треба така лесно, нели, да се повикуваме на или да се приклонуваме кон грчкото, српското, нели, бугарското гледиште, туку треба да изградиме собствено, ама пазете, критикувајќи ги сите овие други гледишта. Знаете колку е тоа сериозна работа? Тоа е предизвик и ден денес за сите што се дел од универзитетите, нели, во Македонија, да го направат тоа, да ги критикуваш, значи да ги разбереш, да ги анализираш, да ги критикуваш, не само грчкото, бугарското или српското, да се занимаваш со цела Европа и тогаш да го градиш своето, нели, македонско гледиште.